По романот "Разголена душа", издаден лани, Марта Димитров на читателската публика од Македонија и ја представи новата стихозбирка "Мојот храм е внатре во мене". 30 песни донесени со едноставна, а сепак посебна желба за осликување на стварноста во која живееме. Инаку збирката е наградена од издавачката куќа Нов Вавилон од Битула со признание за афирмација на македонскиот јазик и литература. Модератори на овој настан беа Сотир Д. Георгиевски и Моника Стојановска, а артисти Ева Димитров, Кузев и Моника Стојанова, кои одлично ја донесоа содржината на песните. Членови на Прима Данца изведоа пригодни танци, на присутните им се обрати авторот Марта Димитров, која не го криеше задоволството од раѓањето на ова нејзино второ литературно дело. Инспирацијата, вели таа, ја црпам од секојдневниот живот, обожавам да пишувам за смислата на животот, песните претежно не се љубовни, и секогаш се обидувам тие да содржат поука која би ја извлекол читателот, рече таа. Инаку самата промоција се одржа во просториите на танцовиот клуб Прима Данца во Скопје, а ја следеа љубители на пешаниот збор од Скопје и Кавадарци. Пријатно изненадување беше покрај другите присуството на членови на поетскиот клуб Тиквешки цветови од Кавадарци. Иако првата љубов ми е прозата, со поезијата успеав за брзо време да допрам до многу луѓе, истата најде на убави реакции на социјалните мрежи и кога го добив признанието за афирмација на македонскиот јазик и литература од издавачката куќа Нов Вавилон, решив песните да се отпечатат. Додаде авторот на "Мојот храм е внатре во мене" Марта Димитров. Илеку таа промоција во Кавадарци на својата втора книга ќе одржи наскоро. Би сакала да кажам два-три збора за моето пишување. Интензивно пишувам од студентските денови. Иако прва љубов ми е прозата, малкумина знаат дека поезијата од секогаш ми била во некако во сенка. Творев и на англиски јазик 2-3 години, ги објавував тие песни онлайн. А еве сега, година дена веќе пишувам и на македонски јазик, песните добија на популарност, па се роди идејата да ги отпечатам. Секако со добиеното признание. Би сакала да кажам и многумина ме прашуваат каква е мојата поезија, како би ја категоризирала. Една од нив беше сестра ми, затоа што не е љубовна, не е ни тажна. Јас насмеа и кажав дека е практична, затоа што секогаш се трудам со преку моите песни читателот да може да извлече некаква поука од нив. И исто така би го образложила и насловот "Мојот храм е внатре во мене". Често пати сум размислувала дека ние луѓето бараме многу нешта, нематеријални нешта, како мир, како хармонија, како љубов надвор од себе. Дали било тоа да одиме на патување или да посетиме некој храм, јас може би осознав или сватив дека со тек на време дека тие нешта се внатре во нас, а поезијата е една алатка со која